Иван Николов од Старо Коњарево Струмичко е телесен инвалид и е 10 години без работа. Тој во Агенцијата за вработување е пасивен барател, но поради ограничените можности досега ниедна компанија од Струмичкиот микрорегион позитивно не одговорила на неговите барања. Денес Иван беше во Струмица и го посети сајмот за вработување и е со надеж дека некоја од 30 присутни компании ќе се заинтересира за негово работно ангажирање. Ако има нешто работа од дома да се работи, бидејќи сум неподвижен и за тоа. Ака имате конкретно познавање од некаква област или? Нешто од компјутери, иначе имам совршено средно сообраќајен техничар. Очекувате дека можеби некој од компаниите денес ќе склучите некаков договор? Можеби, се надеваме. Прехранбената индустрија, дрвопреработувачката, градежната се само дел од дејностите кои ги нудат компаниите, кои денес се представија на сајмот во Струмица. Ги поканивме компаниите кои што имаат реална потреба од работа и кои што реално барат работници за нивните потреби. Искуството покажа дека од првиот сајм за вработување кој што се одржа во Струмица, имавме голем број на склучени договори и точно најдени работни места овдека на овој сајм. Се надеваме дека и во текот на денешниот ден ќе се повтори ова искуство и дека голем број од невработените лица ќе успеат да се најдат, да остават своји CV-а, да направат интервјуа и понатаму да си го решат проблемот околу вработувањето, но главен заклучок е дека невработените лица се помалку присутни во текот на денешниот ден. Се надеваме дека во текот на денешниот ден ќе дојдат сите со SMS пораки се известени дека сајмот тече од 10 до 14 часоти. Очекуваме посет од страна на невработените лица и да ги посетат штандовите на работодавачите кои се во моментот присутни. Во Струмица во моментов има околу 3000 активни баратели на работа во Агенцијата за вработување, но и околу 8000 лица кои се пасивни, без стручни квалификации и дополнителни насоки во одредена област. Во Струмица по втор пат се организира сајм за вработување, а искуството од претходниот пат е како што велат надлежните, дека се работно ангажирани задоволителен број баратели на работа, токму од овој вид на отворена понуда, односно сајм за вработување.